Почитувани, Советот за јавни обвинители мора да одговори дали едно од огласените 3 места за јавен обвинител во Гостивар е резервирано за Барлет Џафери, синот на Талат Џафери. Согласно огласот од 2 март, Советот бара јавни обвинители за повеќе основни јавни обвинителства, меѓу нив и за Гостивар, каде се бараат тројца. Наведено е дека покрај законските услови за јавен обвинител во основното јавно обвинителство може да биде избрано лице кое што има завршено обука утврдена со Законот за Академија за судии и јавни обвинители. Почитувани, синот на Талат Џафери е на објавената листа на завршниот испит во Академијата и иако не е расчистен случајот како тоа полагал правосуден испит пред воопшто да дипломира, сега се верува дека ќе биде еден од тројцата новопримени во Гостиварското јавно обвинителство. ДКСК не даде конкретен одговор како е можно да се полага правосуден испит превреме, ниту пак се отвори предмет за тоа, а нема одговори ниту дали е точно дека, цитирам медиуми, Џафери добил право да го полага правосудниот испит со дискрециона одлука на тогашниот министер Аднан Јашари, затворен цитат. Дали сега и вработувањето и изборот на Барлет Џафери ќе биде нечија дискрециона одлука? Затоа повторувам, Советот за јавни обвинители мора да одговори дали едно од огласените 3 места за јавен обвинител во Гостивар е резервирано за Барлет Џафери, синот на Талат Џафери. Во време кога довербата во правосудството е на минимум, криминалот и корупцијата цветаат, а наместо право и правда, судско-обвинителскиот систем го тресат скандали од изборот на Ислама Бази преку изборот на Весна Дамева во судскиот совет до делењето на места во правниот систем по принцип на наследство и партиска моќ. Со евентуален избор на лица со низа скандали зад себе, како Барлет Џафери, за јавен обвинител во Гостивар, Советот директно ќе учествува во падот на довербата во судството. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на прашање пристигнато до пресцентарот на ВМРО ДПМН, а поврзано со вчерашното двојно убиство во Скопски Чаир, односно во близина на центарот на Скопје. Почитувани, институциите мора да одговорат дали ова двојно убиство има политичка конотација и каква е поврзаноста со крилата на криминализираните ДУИ и СДС. Додека Спасовски 8 години е прв човек на полицијата, се случија стотина нерасветлени убиства. Што друго да треба да се случи за Спасовски да си даде оставка? Се вратија 90-тите, со Ковачевски како премиер, Груби како вице-премиер и Спасовски прв човек на полицијата, се случуваат убиства низ градовите. Пасоши на криминалци се делат. Наркотрафикантите седат до првите лица на владата. Нема леп, има скапи горива, инфлација и многу убиства. Тоа е владењето на Груби, Ковачевски и Спасовски. Ви благодарам.